Бумбар, дојди ти указ. Бумбар, те молам дојди. Тај збори ти за како си помина земјотрес, please. Ја Кај си инаку Перу? пред, Кај си? Чекај. Кај си да ти? Се причам. Пред да почна камерите, баш ти спомнав, може треба рикеп да направиме, пошто никој не ја слушаше епизодата на Spotify. Вака да ве Само деа. продуцентот фала ти, ама као од публиката не беа заинтересирани да кликаат едно копче екстра и затоа многу ги судам. Затоа рикеп ќе направиме. Пак шема, сезона 3, официјално. Сезона 3, baby. Што правиме промени и што се дешава ново. Вака. Па претходната заврши на 7 епизода, требаше уште 3. Ја. Уште 3 гости, ама не се десија тие епизоди и рековме ајде да ги пребациме новата сезона. И сега почињаме нова и ќе имаме нови гости и нови формати. Обиди за нови формати. Не ветуваме ништо. Да, ќе видиме што ќе се деси. И тоа. И така. Да, и после зборевме за нашите топ 5 албуми од 2022, ама nobody gives a shit за тоа. Тоа не е битно. Have a nice life. Најдобар бенд, ама окей. И ќе почнеме турбо со нова сезона сега годинава. Ќе видиме некои формати, може ќе ви се свиѓаат, може нема ми се свиѓаат, како не е битно, реално. Битно нешто ново. Да, битно нешто ново ќе се дешава. И малце промена сега што вака. Да, имаме. Не знам дали ќе приметите вие хардкор фанови дека малце сменат кадарот. Да. Нова лајстина имате само. Да. Менја естетски многу поубаво, клеси изгледа вака. Плюс со новото издание на Скала магазин. Вака на средина. Кој е тоа издание, Перо? Тоа е второто издание, официјално. печатено Сумира издание. од, мислам, како што Дејан спомна, од март 2022 или април 2022 до декември, така беше? Така нека. Нешто од прилика така. Нешто така. Битно е ново. И Ново е и е кул. Има екши многу убави ствари, многу убави колумни, артикли, све. Мене ептен ми се свиеше. Actually, дури седнав да го читам. Дури не има и нас. Да, actually. Покажи колку е дебело, види колку е кавер. Кои се овие момци? И кој е овој момак? И он треба да прави нови подкасти, ама дали ќе прави? Го чекаме. Шо е ова, Перо? Ова е импресии за земјотрес. Земјотреси Што данес. се деси пред дена. Пред- Маца некаде ќе Пред ставиме редактед voiceover. дена, Да, пред неколку дена. И како си поминавме, интервјуата што ги правевме со настапувачите, супер дечки, сите онака како многу ме воодушевија и од дел од публиката. Како си помина? Добро. Вау, описов. Не знам, не фативме многу бендови да бидеме искрени. Маца се убивме да бркање луѓе за интервју, да фатиме. Али лајнопов им беше, не знам дали е поише од претходниот, али многу бендови имаше. Педро Хоризонте, што е новиот бенд на ПЦ Суперхикс. Најс. Тие не ги Не ги фатиме. видовам слика дека носеа као лучадор маски. Што е кул. И не ги фативме. И не ги фат. Добро, музиката им е, од тоа што чув на вакво е Суперхикс, као мислам дека е само нов reimagining на Суперхикс, не знам. Со нова формација нешто? Па не знам дали тоа е идејата, ама тоа ми така ми звучи. Фер. Може и не, пеца ако не кажи. Слайд на DMs. Пиши. Диво Градба. Мене многу ми се свиѓа. Дечки многу сте добри. Легит многу ми се свиѓа. Диво Градба мислам дека меѓу нив и Vagina Corporation ми се најомилените sequels на Lufthansa. Као Offshoots. offshoots на Lufthansa што се околу се 4-5 бенда. Ја не можам да пратам веќе. Ја само знам за Vagina Corporation, Диво Градба. Технички Стои после беше уште едниот бенд и Lufthansa. Мислам дека се 4. Здраво дечки, ние сме на земјотрес моментално со Лука Јовановски од кој бенд? од Дивоградба и Vagina Corporation. Најс. Како си помина после настапот? И Lufthansa. И Lufthansa, фер. И Cut Your Nipple. Не, знаеш ова него, Цел список само да извади онака. као не можеш да изоставиш некој. Како се осеќаш после настап? Супер. Најс. Одлично. Пошто имате доста уникатен звук као Дивоградба, од каде имате инспирација земено или као стриктно ваше? Мислам дека не е возможно да е стриктно ни
наше, као секогаш мора да се инспирираш од негде, посебно од 21 век. Sonic Youth, ја би рекол, Sonic Youth, Американа, овие. Брат, многу сум лош во ова, многу притисок. Sonic Youth, Joy Division, Веќе фати многу добри бендови. Ной Кан, Најс. само што неа, кога ќе излезе следниот албум, тоа ќе има поише Кан. Ама да, мислам дека премногу не ми текнуваат, многу бендови има многу бендови. Аудио цигла. Добро, кога ти аудио цигла, окей. Кажи контекст за аудио цигли, зашо? Аудио цигла беше во бифе бината. Течкото што ми кажа бил средно, 15-16 години. И има сега извадено 3-4 песни кои птене тазе у ваквото. И ги фатив последните две, односно тие што беа, што му се со видео на YouTube. Електромомак, мислам дека се вика едната Како што песна. сексапилен, депресивен. Сексапилен, депресивен нешто. Атрактивен, сексипилен, депресивен. Просто менго шетам гралов, репулсивен. Кем. Кем. Кем многу ми се свига. Да, Кој Кем за многу добро. екшо почнав да ги слушам и онака дома се ги пуштам. Многу ми се свига онака лоу-фај лабаво со рап, тоест хип-хоп рап, нека комбинација со R&B. Многу онака ми се допадна. Да, ги опишуваат кој нешто експериментален хип-хоп. Ама што зборев со Филипа исто поише некај пошто имаат и пејачка и еден, не знам дали еден или двајца Као као како да чув вокалисти двајца на песните така. што се нели рапери, ама повеќето песни мислам дека поише фокус на пеењето му даваат. Сега има хип-хоп, али може како поджанр би го ставил, не дека главното има Тоа тоа. е supporting аспект, така да Да. воздигне пеењето и инструменталките. Да, ама инструменталите им се скроз такви. Многу добри, човек. Groovy as fuck. Као се осегате после настап на земјотрес? Прилично задоволни, мислам дека енергијата што ја добивме од народот, од луѓето што не гледа, не сум го осетил тоа ever како музичар кој што има настапувано до сега и на момент се шокирав кога цели песни фатеа да ни пеат, а не само рефрени. Некои идни планови за нова музика? Знам дека сега скоро извадевте сингл. Дали има некој албум у праење? Сега ќе почнуваме со нов албум да вадиме, да правиме тоест, уште го немаме земено. Планираме нешто слично на ова до сега што било свадено, да си да како музичари да растеме, што имаме идеи и да пробуваме нови жанрови и такви работи. Доп куќата. Fucking hell. Доп куќата се многу солидни. Да, па исто и доп би стел таму. Таму? Таа мешавина на ново и старо. Ја би рекол како онака ме асоцираат, мислам, ако некој не чуе од нив, сигурно ќе ми јаде гомна што ќе го кажам следно, ќе ме пцуе, ќе речам као The Odd Future на Скопје, Да, на ја Македонија. ќе кажев Брокхемптон. Брокхемптон? Пошо, мислам дека можда и малце намерно го имаат некој тој дел земено, пошо албумот им се вика Супер груп бој бенд и ги опишуваат како бој бенд, а Брокхемптон беше тој Да, бе, да. момент на ние сме бој бенд. И се 10 души исто. И имаат као и продуценти и рапери, као не Да, бе, да. целата група Не е само рапери, различни ја. луѓе, да. Што Може може да да сам- намерно може да ме кажете. Брокхемптон. Ќе ни кажете на интервју. Здраво момци, ние моментално сме со Доп куќата. Доп куќата. Ќе го направи цело. Доп куќата. Доп куќата. Зачудувачки. Како се осеќате момци? За преднастап овака хајпнати, анксиозни, како? Хајпнати и анксиозни. Хајпнати и анксиозни. Па хајпнати и анксиозни. Супер, одлични, весели, расположени. За нова музика? Нешто планови ово она за скоро блиска иднина? Во моментов се работат соло проекти и поиндивидуални, ја да не речам соло. Ќе вадам јас соло албум кој што не треба да стигне до никого. Они двајца работат на подобар албум, на поголем албум подолго време. Ај, еве сега ќе ги видите баш тие двајца што ги гледате во Дефокус таму, и има уште пар други проекти кои што ќе се вадат. А следен колективен албум би требало тек на лето да има, така што ќе видиме. Има и за колективен албум материјал. Pitch Vice стигнав на почетокот, тоест не ги чувме уживо стари. Пичвајс, Убаво. да. Ги чувме како 20-30 минути.
Они беа предпоследни, мислам него. Така, ја. Исто нов бенд, Pitchways. Не знам, ја ќе ги кажам металкор, може ги мислат најголо. Дали метал, не знам. Поише металкор ми е. Пошто се постари од тоа што гледам, и може да го враќаат тој, мислам барем за нив го враќаат тој звук што беше од 2000 кај нас 10 до 15 на металкор бендови и све тоа, и тој звук го слушам, кога ги слушам. Ја. Едино, не знам, ми се свиѓаат општо, баш и синглот кој ми искочи пред месец и пол, два, Диши, така, многу ми се Не остана уште двајца што треба да ги спомнеме. Ја, првично Foolish Green. Foolish Green. Као некој, како да кажам, по воспоставен бенд успореба со другиот лајнап, као спрема мене се другите Ептен Тазе. Да. Као Foolish Green беше не old head, ама као воспоставен артист. Солидни беа дечките, као баш Джолев ни спомна дека као прво да ги слика не можел да дојде до ред. Сочто толку гужва било. Ама за жал не стигнавме. Не ги фатиме, ама следен пат треба. И плюс, ненадни дужиш интервју. Да. Само те подсетиме. Ми се свига што се враќаат на сцената. Као што ги снема еден период. Еден долг период, и после сега некако овој има кој втор, трет, опа, бумбар. Овој има втор, трет концерт. Ги слушавме на Шамак. Да, многу добри беа на Шамак. Легит беа многу добри. Не знам кога се викаше евентот сега или таму, тоа беше Беше што Шамак? Вајда, I guess, можно. Опа. Аха. Еве ти простор. Аха. Маскотата на подкастот. Другиот артист беше Дина. Дина, да. Што Дина беше како феноменална по стандард, би рекол. Дина ми се свига што имаме конзистентно на подкастот. На подкастот. Тоест кај да се собереме, тоест кај да отидеме кај нешто што се дешава, евент, прослава, промоција, било што, ќе начекаме Дина и ќе се поздравиме. Да. Така ми ја пуни душичка, да сум кажа, еј, здраво, ај интервју. Ајде да збориме малце. Растеме заедно. Некои нови планови, нова музика, нови песни? Тоа секогаш е во план, така да сега работам на случајот. Ќе имам и доста настапи надвор од Македонија оваа година, што уште не смеам да кажам. Ама ќе видите на социјалните мрежи, има возбудлива година и еве ја почнувам со земјотрес, така да не може да иде на, мислам, ја почнувам одлично. Да. Тоа сакам да кажам. МКЦ. За МКЦ ситуацијата. Што се дешава со МКЦ? Тоа што ја имам чуено, што јас сум утек, е сменијан директор, неправедно, или како скроз со за рандом X причини, и буџетот го имаат скратено за многу глупа бројка од 92%. Да. Што онака баш зборевме преес како што кога чува, се менја директор, бев како, окей, луѓе не се задоволни, како, може би е happens дел од процесот, и кога прочитав само 92%, бев како, what the fuck, брат, не. Тоа не е ни веќе онака, другарска промена, нешто се дешава ради пари, не, тоа е actual напад. Кој ви е ставот за МКЦ што се дешава ситуацијава? Ништо, тоа едноставно као институција мора да биде заебана секојаш од страна на политика, и тоа е тоа, како на секоја друга институција што им се случи тоа ќе се случи и со МКЦ. Нормално, само што поентата е дека МКЦ има малце поголем грб од било која друга институција и едноставно не знам МКЦ дали би функционирало без луѓето внатре, а луѓето внатре ќе ги има и на друго место, ако не МКЦ ќе биде нешто друго. Да, лани им бил 14 милиони денари, кој што знам. И што е исто помалце од претходни години, кои што имале 20, 24, 30 дури една година. Паднало на 2 милиони. На 2 милиони и после имаше некоја... Мислам дека кој апдейт, не знам што се десило, на 4 милиони го... Па што вајда сватиле дека Ептен го скатиле, па сега е на 4. Да, и финално тоа 4 милиони денари за... Тоа е за 100% покачен буџет, бе. Да, реално. Бато и тоа што намаливме за 80% првично, ама 100% покачување. Што е твојот став за моменталната ситуација што се дешава со МКЦ?
Ова го зборевме и на нашиот подкаст. Пред се жална е ситуацијата, а не зборам за од политички аспект, зборам од некако како целата ситуација гледам како реваншистички потекна за уништување на вакви естаблишменти кои што е МКЦ пред се, бидејќи голем дел од културата е сведена овде, а слободни уметници, индепендент артисти кои што се на македонската сцена и кои што ја негуваат и творат музика. Ова има единствениот можеби простор каде што ќе можат да организираат и многу е жално тоа што се случува и мислам дека треба да се превземат акции, да не се дозволи тоа што сакаат да постигнат, се надевам дека нема да се деси, нема да успеат. Пробаа еднаш, не успеа, се надевам дека нема да успеат и втор пат. Надежно нема и да се продолжиме вака да си имаме настани со нови бендови и стари и све. Да, и не може да... Ја не знам што очекува дека ќе направат. Со кој памет? Абе, тоа што гледав и слушав е дека МКЦ си набавуваат. Имаат и само како се вика процесот тоа. Сами взимаат не буџет, него финансии. Фандинг, сами си обезбедуваат финансии од други, мислам не само од град Скопје, од надворешни. Да. И идејата е дека со тоа ќе продолжат да функционираат, ама не им е јасно дека и претходни години го правеле истото. Свегаш го зимале тие пари што се надвор од град Скопје дадени, сами иницијативно што ги зимаат, и сме ги добивале тие работи што сме ги добивале, а не па сега кај што мораат само на тоа да постојат. Како се осеќаш и што е твоето мислење за ситуацијава со МКЦ? Дека е говно од бик. Глупости е. Не сум многу политички, мислам, знаеш, политика е неизбежно од човечкиот живот и одвратно е тоа што во културата мамат, мислам, од целата држава е говно, ама ќе биде говно се додека културата е запоставена, затоа што без културата ќе има глупи луѓе и глупи луѓе нема добра држава. Просто кажано, ама еве глупси. Не знам дали ти го имаш приметено, баш и што збореше за намалување на буџетот со текот на годините. Нема веќе големи као актови, као бендови. Да, нема, мислам, да. Што доаѓаат кај нас? Као не се дешава. Да, од МКЦ што носеле луѓе нема. Нема као стендалон, кажи ги концерти. Концерти, артисти, представи, што и да е, као нема ништо што е со престиж, со значење веќе, баш ради намалување на буџетот. Да. Ја кога седевме у бекстејдж, кога се спремавме со опремата, баш го начекав постерот на Swans што го имале како 2014. Да. Кога последен пат имало некој солиден таков бенд да дојде кај нас? А се прашувам, ја прилично мрчев и бев како зошто не викаат други бендови, кога не мора ни толку познати како Вајграба и што беше откажан неколку пати и Пласибо, за на крај да испадне дека стари луѓето само немале пари да ги викнат, што им крателе цело време. Околу ситуацијата за МКЦ, како се осеќаш? Па еве, ова е доказ дека можеме да се собереме и да правиме уметност и воедно и даваме порака дека тука сме, сплотени сме и си го сакаме МКЦ и не сакаме да му се случуваат тие лоши работи што се случуваат, па ќе видиме што ќе испаднат се во ова. Ние сме тука за да кажеме став. Имаат ставен нов ВД директор, што е као привремен директор, што треба да стои дури не има јавен конкурс за да се пријави човек за таа позиција на МКЦ. И моето со сега овој новиот директор што го стаја беше дека е надвор од вработените на МКЦ. Сега треба да биде некој што знае што се дешава во МКЦ, и некој што е нели има искуство со културни дејности, не знам што, а новиот е детектив што е Fucking Max Payne го зема да. Сите за МКЦ ќе се бориме да смениме нешто колку толку, колку што можеме и дури би биле среќни ако здраво, хај. И би биле најсреќни ако можеме цела ситуација моце да ја поправиме. Да ја разрешиме и се да сме на чисто. Политика у музика не смее да постои. И имаше нели протест кај што бевме. Као протест слеш концерт, имаше петиција што ја потпишавме.
И у име на прак шема исто, посебно. Чекай, Да, ја пишам ти Андреј, подпиша прак шема? Ја пишам прак шема. Ја не го примети Дали тоа. важи, ке важи нешто, дали нема врска. Ентитет сме, ентитет. И исто има и онлайн петиција. Не, ја подпишавме и тоа. Што подпишете и тоа. Please. Као реално ова е брука. Као не треба да се дешава. Надежно ќе се деси пак следна година. Се надевам ќе се деси пак. Пошто нели, може и да не се десат многу работи сега со нови ствари. Ама за тоа ќе we will take action. Да. Ќе се трудиме да се смени нешто као сите што сме фанови, што сакаме да проложи. Мислам дека ќе има некоја промена. Пошто има многу голем револт Да. од сите као. Немам виден ваков револт за посебно за културно-уметнички ствари Да, многу долго време. Другари, па само ние сме будни у држава и Не. треба да станеме будни. Менјаат све што ќе ни текне. Пизда и материна! Ова беше реклама за будење подкаст на Дејан Джордж. Джо Гевара. Ама ја. И тоа луѓе, пак ще има сезона 3, бевме на Земјотрес. Ќе идеме и на други фестивали што ги Очекувајте нови ствари, ќе бидат фан. Очекувајте нови ствари, ќе бидат фан. И тоа, се гледаме и слушаме следен Бај пат. бај.